Незадоволни од откупната цена за македонското јагне, кое што се движи околу 210 денари за килограм жива мера, сточарите не го предаваат јагнето во македонските кланици. Бараат владата итно да ја укине мерката со која што тие се обврзани 50% од јагнињата да ги даваат на домашните кланици, за да може потоа тие слободно да го извезуваат јагнето во странство, каде што цената достигнувала и до 300 денари за килограм. Само во Пелагоницко во моментов имало околу 70% непредадени јагниња. Пресметка беше со Министерството дека 273 денари нас не кошта производна цена на јагнето. Бараме да се доплати од Министерството таа цена ако веќе ги даваме јагнината на 210-220 денари. И има време за неколку дена ова подхитно да се реши, и времето, знаете, за великденските празници е веќе готово. И ова ќе биде незапаметена година за сточарите во Пелагонија да остани јагнето дома. Имаше предлог на состанокот од пред 2 недели до министерот, имаше предлог за извоз на живо откупено јагне надвор од државата на повисока цена, и тоа ќе се откупеше цело јагне, ама министерот не даде дозвола за извоз. Албанија, Косово, Бугарија, големо јагне, сите тие држави барат големо јагне. Хрватска исто. А цена за востранство? Цена за востранство 280-300 денари. Проблем имало и со тоа што одгледувачите на овци немале добиено субвенции за 2024 година. Исто така, дури сега ги земале средствата од мерката за повраток за овчари, дури за 2022 година. Од кланица са јагнина се враќа. Да големи јагнина ги неќе са кланица. Јас откупувач сум на јагнина, ме знам де сточариве. Ги неќе кланиците за големите јагнина. Кај да ги носиме ние како сточари. На приватно не остава да продаваме. Плата не земаме, субвенции немаме, од дошто не јагнина ни сто штали, од шо ние да живееме? Во Битола некни прашавне 750, 650 денари, 680 беше. Во Скопје 800 денари кажува јагнешкото месо. А 200 денари ни ги зема јагнината. 200 големите јагнина 200 денари не уценува сега. Лани ги изгубив и субвенциите ги изгубив лани, и јагнината ми остана 160-170 јагнина, и годинава истото пак. Како че живееме ние? Од шо? Сточарите бараат итни мерки, во спротивно вело дека поради ваквата ситуација ќе продолжи да се намалува бројот на сточниот фонд во Македонија.